Осигурителниот сектор постојано расте, особено животното осигурување. Сепак за поголем развој, компаниите бараат измени во законската регулатива. Осигурителниот пазар во земјава расте во последните 3 години. Само во првата половина годинава склучени се на 450.000 договори, што е зголемување за 5% во однос на лани, а бројот на договори за животно осигурување бележи пораст од 33%. Но ова не е доволно за осигурителните компании. Бараат измени во законската регулатива за уште поголем стимул. Во услови на актуелната должничка криза во еврозоната, ја сврстува нашата земја како еден од најдинамичните пазари во регионот, наспроти тоа што половина од земјите од југоисточна Европа остварува негативни стапки на раст на пазарот на осигурување. Исто така пазарот е стабилен, со умерена концентрација која овозможува действување на пазарните механизми и висок степен на исполнување на минималните капитални барања. Осигурителната фела очекува со одредени мерки и активности и носење на нова соодветна легислатива од страна на владините институции, кои како и досега во последните 3 години и во понатамошниот период да преземаат се со цел за побрз развој на се уште доволно неразвиениот осигурителен пазар и за земање позначајна позиција на осигурувањето на финансискиот пазар во Република Македонија. За министерот за финансии Ставрески, растот на осигурителниот сектор бил резултат на здравите макроекономски политики што ги водела владата, како и ефикасната супервизија на бизнисот. Маргината на солвентност како главен индикатор за стабилноста на секторот достигна високи 1,1 милиарди денари, при што капиталот на осигурителниот сектор е за 4 пати над нивото на маргината. На почеток на подготовки и нов закон за осигурување кој ќе биде целосно хармонизиран со европските директиви. На денешното прво одбележување на денот на осигурувањето, бизнис заедницата излезе со оптимистички очекувања дека осигурителниот пазар дополнително ќе расте, како резултат на новите законски решенија во делот на пензиското и здравственото осигурување. Осигурителната индустрија репродуцира годишна премија од околу 6,5 милиарда денари.